15. Благодарам и добро вечер уште еднаш од студиото на Ајна телевизија. Ова е Синеманија. Јас не сум Владко Галевски, тој нема вечер да ја води оваа емисија, малку е засипнат, па јас ќе го заменам. Вечер имаме повторно тројца кандидати, јас се надевам доволно подготвени за да го покажат своето знаење. Колку што можам да забележам од прозорчињава, времето надвор одлично, значи нашиот квиз може да започне. Ве молам, пуштете ги кандидатите еден по еден. Пушти го слободно. Браво. Како е? Добро, батка, фала. Ке се надпреваруваме вечера? Да, бе. Се спремавте? Па... 3 по 2 колку е? Си гледале кој филм? Па имам гледано, мислам... Одлично. Седи. Ајме молам наредиот. Почитуваниот господин Лео Мартин, уметничко име Бруно Фреш. Добро вечер. Добро вечер. Вие како се подготвувавте за овој квиз? Беше напорно? Да ви кажам право нешто, не сумарен денес. Ако одмори се малку. Седни одмори се. Ама ќе победа. Ако. Пушти го и третиот режим, молам. Еве го третиот. Во црно-сиви тренирки, со сива основа. Од джогик. Директно од подготовки, од джогинг, кондициони подготовки. Познатиот скопски филмаџија Миле Парика. Миле, добро дојде. Добро ве дојдов. Фала и ти добар. Ајде. Па мислам дека можеме да започнеме. Нашите напреварувачи ги заземаа своите места. Треба уште јас нормално да го заземам своето место. Пуштите ви режија 5-6 джигла во меѓувреме. Започнуваме со нашата прва вечерва и единствена игра во нашиот квиз Синеманија. Тоа се популарните инсерти. Еве нашите кандидати кои што нашава камера веќе ги регистрира, ќе треба да ги погодуваат и треба да дадат точен, евентуално неточен одговор на од нас поставените прашања. Почнуваме со првиот инсерт. Инсертов што во моментов го гледате на еден од нашите монитори е од многу популарниот филм Последниот танго од Париз. Овој филм, поточно овој инсерт, многу ги возбуди гледачите ширум светот. И ваша задача вечерва ќе биде да одговорите. Во оваа сцена станува збор за путер, маргарин, вазелин или галичка урда. Господине Тошо? Зашо ја бе? Па стиснавте на тастерот. Сум се заебал. Ке одговарате? Па мислам... Ова што... Добро, следниот ве мола, вие се извинивте, се извинувам, не сте подготвени за вечерва. Филмаџијата Миле Парика. Ако може да го повторите инсертот? Инсертот за жал не може, тој ни беше еден, но затоа можам да ви го повторам прашањето. Прашањето гласи, бидете внимателни. Во оваа сцена станува збор за путер, маргарин, вазелин или галичка урда? Да. Одлично. Моја аплауз. Ево имаме и првиот позитивен одговор и вече на првите поени за господинот Миле Парика. Веднаш одиме на второто прашање, ве молам за концентрација. Инсертот кој што току го имитуваме е од филмот кој 1989 година доби 17 Оскари. За прв пат таа година беше доделен и Оскар за реквизита. Овој филм ширум светот го гледа над 16,5 милиони гледачи, меѓу кои беа и гледачите од Македонија, се разбира. Во Скопје се прикажуваше во киното Вардар.
1. Имаше представи секој ден по 3, во 7, во 9 и во 21 часот. Кажете ми точно, на 27 октомври, на представата во 21 часот, кој стоеше на врата во Вардар 1 и какво палто носеше? Повелете. Това беше бате бажет у црвени пуба тренерици. Вие не сте подготвени, што мислите вие? Бате коце, у жуто. Договорете се бате баже или бате коце. Бате... Всушност, ќе ви поставам едно подпрашање, ќе ви молам да ми одговорите, па ќе знаеме кој одговорил точно на поставеното прашање. Прашањето се однесува само на вас двајцата. Таа вечер на 27 октомври, кога се прикажуваше тој филм, колку чиреше седвичка и стоилко пред ванила во сендвичарата? Мислиш со плескајца? Не. Со вишли? Не. Тост? Не. Со пофрит и со салата? Жал ми е, прашањето беше, се однесуваше на француски сендвич, но тоа е тоа, неподготвени доаѓате на вакви квиз манифестации. И што да се прави, меѓутоа може би понатаму ќе имате повеќе среќа. Одиме сега на следното, јас претпоставувам дека тука ќе дознаеме дали ти или ти дадовте точен одговор. Дали господинот Парика, дали господинот Тошо Манев. Овој филм во Македонија го гледаат 143.000 гледачи на 3 представи дневно од 17, 19 и 21 часот. Доколку филмот наместо 2 недели се прикажуваше 4,5 недели и доколку имаше по 4 представи дневно и во непарните денови од неделата по 2 кино представи, колку гледачи ќе го изгледа овој филм? Време сега. Ова да не е логаритам, батка. Јас ве молам, сметајте. Ти, ово со просто тројдо правило... Жал ми е, времето истече, не успеавте да дадете одговори на ова прашање. Па тоа ви е тоа. Што да ви правам? Ви остана на крај само уште еден инсерт по кој што ќе знаеме кој е победникот на вечерашниот квиз Синеманија. Ве молам за концентрација, погледнете добро, режија ве молам инсертот. А сега ве молам за концентрација, ова е можеби одлучувачкиот момент и одлучувачкиот инсерт во вечерашната Синеманија. Овој инсерт е од еден филм, односно од еден од многуте филмови во кој што е овековечена борбата на комунистичката партија на Југославија на чело со Ричард Бартон против фашистичкиот окупатор на чело со Адолф Хитлер. Ваша задача ќе биде да кажете барем 2 имиња на функционери кои се денеска во актуелната власт, а тогаш биле членови на комунистичката партија на Југославија. Време сега. Повелете. Нема, батка, нема. Нема такви. Господине? Те би можел сега да се сета, бја... И двајцата, Нема, и нема. двајцата Ја дадовте, мислам дека... и двајцата дадовте идентичен одговор. Види, ја мислам дека нема. Ви го уважувам одговорот, токму така нема такви, бидејќи сите беа членови нели на Комунистичката партија на Македонија. Молам еден аплауз пред да го добиеме одлучувачкиот инсерт. Благодарам. Ке мораме уште еден инсерт за да видиме кој е победник. Инсертов што го гледате е снимен 24 дуба. Ваша задача ќе биде кратко и јасно да кажете колку пчели учествуваат во овој кадар. Сега. Повелете. 365. И ја мислам да 10 пчели, то са трутови, имаше око 70 пчели и 94 трута. Мене ми е жал, ниту вашиот одговор е точен. Епа, неподготвени не се доаѓа на квиз, да ви кажам, почитувани мои сограѓани, испуштивте идеална можност да отидете во Солун малку, да се прошетате, благодарение на туристичката агенција Солунски атентатори Турс.
Тоа беше се за вечера, почитувани гледачи. Ајде телевизија, Се извини, заврши значи, квизот Синемани. А ти знаеш колку Јас се се спремав? извинив. А ти знаеш, заедно се Треба јас- испрашувавме, бе. Јас и се извинив, дечко. Заедно се испрашувавме цело време, шо е? Море ако ве фата. Ја почнав. K15